Бев жртва во обид за подкуп за да се изгради коридорот 8 и тунелот кој завршува во Слепа улица. Обелодени денеска премиерот Христијан Мицкоски. Никогаш, како председател на владата, да ставам подпис на проект, да потрошам пола милиарда пари на моите граѓани за проект кој што завршува на половина тунел во Слепа улица. Додека сум јас премиер, тоа нема да се случи. И второ, бидејќи бев жртва на обид за подкуп поврзан за тој проект, јас кажав дека ваков каков што е, никогаш нема да го поддржам, бидејќи тука не станува збор само за пари на македонските даночни обврзници, туку и на европските. Кој се обидел на Мицковски да му стави пари во джебот и му нудел подкуп. Тоа не оди јавно на емисија или тоа не оди на отворена емисија, па или пак документ со кој што треба да се потпишеме заедно дека јас ти нудам подкуп, па ти го прифаќаш или не. Се знае тоа како иде преку канали за комуникација и јас еве лично кажувам и на нив им го кажав тој на цела македонска јавност дека за коридорот 8, секцијата 3, пругата беше врз мене, имаше обид за да ми биде понуден подкуп со кој што јас како председател на владата би потпишал прифаќање на оваа тендерска документација која што истекува на 17 септември овој месец и затоа кажав дека се додека сум јас председател на владата, овој тендер кој што е тековен и кој што завршува на 17 септември нема да го прифатам. Што по сето ова и која е иднината на коридорот 8 и фамозниот тунел? Апсолутно не идоа на разбирање на сите овие аргументи и понатаму диалогот заедно со бугарската страна ќе се одвива во Брисел на високо ниво, процес кој што ќе го фасилитираат Европската комисија. Оваа изјава на Мицкоски дојде денеска по неговата средба со представниците од Европската унија, кои долг период инсистираат на изградба на коридорите 8 и 10. Мицкоски денес откри дека индиции за огромен криминал има и во ЕСМ, а деталите јавноста ќе ги дознае бргу. Индиции за огромен криминал има, верувајте, и многу скоро од денеска ќе бидат тие индиции во јавноста потврдени со докази и ќе има одговорност.